Во понеделник на 2 март ќе се одржи седница на Економско-социјалниот совет. На седницата ќе биде објавена точната сума за која ќе се зголеми минималната плата, а меѓу точките и износот на просечната потрошувачка кошничка. Просечната потрошувачка кошничка веќе беше ставена на дневен ред на Економско-социјалниот совет, но одговор, предлози, забелешки, сугестии од другите две страни, работодавачите и синдикатите се уште немаме. Но оваа седница што ќе се одржи на 2 март, повторно ќе ја ставам на дневен ред за да ја дискутираме. Нема да имаме некоја потрошувачка кошничка направена од некој професор или од некои луѓе што не се релевантни, односно не се проверени од институциите. Да не им сееме магла на граѓаните, туку реално да знаат колку пари треба да имаат за едно 4-члено семејство да помине еден месец. Речи Дурмиши. Тој потсети дека владата досега многу пати зборувала за синдикалната кошничка и ги кажала своите забелешки. Например, тие ги објавуваат податоците 10 дена пред да заврши месецот, ги земаат предвид највисоките цени на прехранбените производи, ги пресметуваат и трошоците за кирија. Според пописот во 2021 година, 90% од нашето население живее во сопствен дом. Нагласи министерот. Во однос на барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата, го повтори ставот дека владата ќе го поддржи секое решение што ќе го договорат работодавачите и синдикатите.